еве, избор, максимално нетранспарентно на уставни судии. Ќе продолжам со анализа на она што колегата Трајанов го имаше изјавено. До сега, вели, повеќето од судиите се предлагаат од партиите, при што изборот првенствено зависи од партиите кои го прават парламентарното мнозинство, што е нормално. Мнозинството одлучува, ги носи одлуките. Ова го потенцирам и сакам уште еднаш добро да ме слушнете, за да сватите дека вие сте власт во Република Македонија веќе 5 години. Вие сте одговорни за сите одлуки кои сте ги носеле во изминатите 5 години. Вие сте одговорни за сите состојби во кои ја доведовте државата во овие 5 години. Вие сте одговорни како власт за овие кризни состојби што секојдневно ги гласаме и не знам веќе во колку кризни состојби сме во моментов. Секој ден гласаме некоја кризна состојба. Во се е држава во криза. Значи парламентарното мнозинство ја сноси одговорноста и го прави изборот. Како и за се друго, така и за овие уставни избор на овие уставни судии. И утре вие ќе ја сносите одговорност. Со денови, со месеци се обидуваме, ви зборуваме, ви укажуваме дека има и подобри решенија од овие тројца во државата. Пак нека бидат од вашите редови. Јасно е дека немате капацитет да прифатите предлог од спротивната страна, иако, еве, сите они од стручната јавност, од правосудната сфера, кажуваат дека опозицијата, вели, се надминала во моментов што предложила толку добри, најмалку 3 одлични предлози за уставни судии. Но вас тоа не ви е важно. Не разговарате, ве нема присутни да ги слушните биографиите на луѓето кои ние ги предложивме. Не се било кој. Професори по уставно право, луѓе кои го пишувале уставот. И со ова се сложувам со почитуваниот колега. Уставниот суд, вели, во изминатите 30 години функционира под притисок и диктат на партиите, поради што се неопходни, уште еднаш укажува, промени при изборот, истиот да се одвива во транспарентна постапка и врз основа на цврсти и јасни критериуми. Во минатото, кога во време на ВМРО ДПМН се вршеше избор на уставни судии, Цветанка Иванова, тогашен пратеник, сегашен секретар на Собранието на Република Македонија, вели вака, цитирам: избирате партиски кадар во независното судско тело што треба да гарантира независност на целиот судски систем. Ова таа го изјавила на седницата од 20 април 2010 година, кога се избирала за член на Судскиот совет од редот на истакнати правници, критериум. Иванова тогаш жестоко противејќи се на предложениот кандидат од тогашната власт да биде член на Судскиот совет, рекла вака: не најдов ништо што го прави истакнат. Замислете, Цветанка Иванова кажува тогаш дека не нашла ништо што го прави истакнат некој кандидат. Па јас ќе ве прашам вас, почитувана председателка и колешката што тука е присутна, бидејќи немам кого друг да прашам, само вие две сте присутни. Што најдовте вие што го прави истакнат,
што ги прави истакнати овие три кандидати. Зошто молчите? Зошто молчите? Она што сте критикувале, она што сте го зборувале додека сте во опозиција, преку глава му е на луѓето од лицемерие, почитувани колеги. Преку глава му е. Дајте, бидете конзистентни. Ако немало правда, немало мир до 2017, кажете му сега дека има правда, има мир со овие три кандидати. Нека ви шепни Цветанка Иванова што најде таја сега, како гледа на изборов за уставни суди, што сте нашли во овие три кандидати. Што ги прави, истакнат. И 11 години подоцна Иванова, која не заради ние што сме овде во овие претенички клупи, заради јавноста ќе кажам, е долгогодишен партиски член, пратеник, член на најтесни партиски кругови во Социјалдемократскиот сојуз. И самата беше едно време во игра за уставен судија. Самата тогаш не кажа, луѓе, ја не сакам да бидам предложена, бидејќи немам во нешто што сум истакната во оваа сфера. Тогаш е окей. Или за себе, или за оние кои ги предлагаат нејзините ортаци, пријатели, другари, партиски од Струмица. Љубомир Јовевски е истакнат. Даве, за малце. Не е истакнат Саво Климовски, што го напишал уставот и сите учебници, и ден денеска се учи по учебниците што тој ги пишувал на правниот факултет по уставно право. Татјана Васич Бозаджија во Министерство за здравство и Фатмир Скендер од општина Центар Жупа се поистакнати правници од Саво Климовски. Странно е ова што го браните и со молчење, па макар нека е. Како некој не покажа малце доблес да излези и да речи луѓе во правост, ама мора така да биде, бејќи така ни е наредено. Така сме се договориле. Партиски интерес. Јасно е ова дека е сето не партиски интерес, туку луѓето кои вие злоупотребиле, вие запосеннале, украле со политичка моќ и влијание и вашата партија. Јас сум убеден и сигурен дека и вие не се сложувате со вакви партиски послушнички решенија, бидејќи еве ве нема да го браните нивниот избор. Не прифативте да дојдат овие луѓе овде да ни се представат пред нас, да ни образложат дека сами не се страмат да бидат избор пред некој што навистина е по-успешен во делот на правосудството, поистакнат како правник, еве, како е критериумот, или подобар избор, подобро кадровско решение во моментов. Сами ќе бидат избрани и не почувствуваја потреба да дојдат, да се представат, да ги видиме како изгледаат тие луѓе пред оние што треба да му ја дадат довербата. Пред оние кои треба да кренат рака, да го дадат својот глас за нив. А вие многу добро знаете дека кревањето рака, давањето глас на пратеник за некого повлекува глас на илјадници граѓани кои го закружиле бројот зад кој стои вашето име и презиме. И ви дале доверба. Но сигурно, убеден сум, не дале доверба за вакви кадровски решенија. Идентични коментари како овај на Иванова, кој го цитирав, имало и во 2012 година, кога се избираа тројцата уставни суди на кои им истече мандатот, па така тогашниот опозиционер Макрадули, Јани Макрадули, на маратонска 8-часовна седница говорел дека предлозите се спорни. Дискусијата се движела од тоа дека ќе биде послушник, дека тоа имал слаб просек, а оценката по уставно право и била 6. Се дискутирале и ставовите на тогашната власт дали кандидатката за уставен судија е добра мајка или домајкинка.
толку ниско ниво на дискусија. Цело време овдека изнесувам податоци, факти, аргументи и цело време пробувам, посакував во една дебата, но пробувам сега преку една ваква дискусија да преку мојата дискусија, преку моето искажување го пренесам мислењето на обичниот граѓанин, на гласачот, на граѓанинот со кој секојдневно се среќавам, на моите комшии, пријатели, луѓето каде што пазарувам, учителите, наставниците, професорите кои ги учат моите деца, адвокатите, судиите со кои лично се познавам и сите оние кои имаат што да кажат по ваквите прашања и одлуки кои се носат во Собранието на Република Македонија, гледајќи ме мене како нивни представник, активен чинител во случувањата, во давањето на довербата на вакви кадри, како нивни представник во законодавниот дом, преку кој ќе се слушни нивното мислење. И во целост се совпаѓа мислењето на обичните луѓе и граѓани кои не се воопшто чинители во правосудниот систем и оние кои навистина добро го познаваат, дури и се професори на правниот факултет и во Академијата за обвинители и суди. Уште еднаш ќе кажам, кога намерите се честни и добри, одлуките се совпаѓаат, решенијата се во вистинска насока и намера. Луѓето знаат, препознаваат што е добро, што е лошо.